Кратки најави за денешниот дневник. Првомајските празници го означуваат официјалниот почеток на туристичката сезона. Уредување на градежно земјиште и експропријација сериозни проблеми за општина Охрид во услови на експанзија на градење стамбени згради. Синдикалците на денешниот протест побараа повисоки плати и подобри услови за работа. Соединетите Американски држави и Украина го потпишаа договорот за минерали. За најавените и заостанатите настани ќе ви информираме во дневникот кој започнува повременската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес имавме претежно сончево и топло време со појава на локална облачност и максимална дневна температура до 21 степен Целзиусов. Во петок на Пиринејскиот полуостров, како и во северна и североисточна Европа, ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и пад на температурите. Во останатите предели од Европа ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност и надпросечно топло со температури кои што се над повеќе годишниот просек за овој период од годината. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 22 до 28 степени. Во Македонија во петок ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност. Ќе биде ветровито и топло со дневни температури кои што ќе бидат над повеќе годишниот просек за овој период од годината. Ќе дува засилен североисточен и северозападен ветер кој што ќе достигне брзина до 30 км на час. Минималните температури ќе се движат во интервал од 5 до 13 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат до 19, односно до 29 степени. Во Охрид во петок ќе превладува претежно сончево, топло и ветровито време со појава на локална облачност. Ќе дува умерен североисточен ветер. Минималната температура до 10 степени, додека пак дневната ќе достигне до 23 степени. Во Охрид во сабота и недела ќе превладува претежно сончево, ветровито и топло време со појава на локална облачност. Утринската температура од 10 степени, додека пак максималната дневна ќе достигне до 24 степени. Во понеделник претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Минималната температура од 11 степени, додека пак максималната дневна ќе достигне до 24 степени Целзиусови. Гледавте Метео на ТВМ по соработка со Трпе Инвест. Заштитете ги луѓето со нивните соништа, вредности и идеи со кровни и фасадни сендвич панели со дебелина од 30, 50, 80 и 100 мм, димензионирани према објект со изработка на олуци и попратни елементи. Секоја градба има своја потреба, па затоа имаме едноставни решенија за вашите објекти, куќи, јавни згради, ладилници и енергетски постројки. Обезбедуваме термална заштита и заштита од влага и звук. Сендвич панел значи технопанел, а технопанел значи турист инженеринг. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект.
Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Bekament, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бауцентар на улица Железничка. Доживеете врвен квалитет на живење во современиот Порта Скопје Бајадора. Стамбено-деловен комплекс, символ на луксус, удобност и сигурност. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро левот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менаџерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Почнува туристичката сезона на брегот на Охридското езеро. Цените на хотелско-угостителските услуги годинава се повисоки за околу 10% споредбено со лани. Охрид традиционално за 1 мај е препон со туристи. Бродовите ги кренаа, сидрата запловија кај чината катамараните, преполни се музеите, културно-историските споменици, рестораните и кафулината. Од денес официјално се смета почетокот на туристичката сезона. Цените на хотелско-гостителските услуги се повисоки за околу 10% споредбено со лани. Сместување во хотел се движи од 40 се до 60 евра со појадок и вечера по лице. За странските туристи, Охрид се уште е ефтина дестинација. Задоволни сме стварно. Да, задоволни сме. Навистина, сместувањето ни е тука во центар, а што се однесува до цените, мислам дека е доста поевтино од Белград. Па први утисак е фантастичен. Првиот впечаток е прекрасен. Едва чекаме да седнеме на некој чамец утре. Цените на апартманите се поевтини во споредба со Црна Гора. За друго не знам, само што стигнавме. I live in Poland, Warsaw. Живеам во Полска, инаку сум од Либан. Да бидам искрен, овде цените се како во Полска. Градот е многу убав, нуди добри услови за одмор и релаксација.
Би дошол повторно, многу убаво место е. Ставот на туристичките работници е дека цените се во склад со услугите. Поскапувањето се должи на растот на трошоците и платите во секторот. Цените во Охрид се добри според мене. Сега за секој џеб, за секој буџет има цени. Не можеме да споредуваме ресторани и кафани што се тука на прва линија со некои кафани поназад. И најчесто имаме критики од наши, од домашни туристи, што според мене е погрешно, бидејќи ова е езерски туризам и Охрид капацитетот е мал, туристичка сезона е доста кратка и сега ако се споредуваме со езерски туризам во европски и западни земји, неспоредливо е со морскиот туризам, да речам. Па се повисоки од лани, не доволно колку што се сите други покачувања, гледаме нормално да можеме да се адаптираме и ние на потребите и очекувањата на потрошувачите и на нашиот пазар и на надворешниот пазар. Има минимални покачувања. Според Државниот завод за статистика, цените на угостителските услуги во март годинава пораснале за 6,9% во однос на лани. Градоначалникот на општина Охрид Кирил Пецаков со честитка до граѓаните по повод 1 мај, меѓународниот ден на трудот. Денес го славиме достоинството на трудот, посветеноста на работниците и сите оние кои со своето знаење и работа го движат општеството напред. Нека овој ден биде потсетник за вредноста на праведните услови за работа, заштитата на работничките права и важноста на солидарноста, напиша Пецаков. Во Охрид никнуваат стамбени згради на секој чекор. Со засилената градежна експанзија за општината, се по-проблематично е обезбедувањето на пристапни патишта до објектите. Стотици случаи за експроприација на градежно земјиште чекаат на ред, а во меѓувреме се носат нови детални урбанистички планови во кои се уцртани патишта за пристап кои доправа ќе треба да се уредат на терен. Општината во иднина ќе бара начин за зголемување на комуналиите за уредување на градежно земјиште или неиздавање на градежни одобренија онаму каде што нема економска исплатливост. Според градски советници од опозицијата, проблемот треба да се решава кога се изработуваат и носат урбанистичките планови, а не отпосле. На територија на општина Охрид има стотици случаи каде локалната треба да изврши експроприација на градежно земјиште за да обезбеди пристап на граѓаните до нивните домови. Ова е сериозен проблем посебно во услови на засилена урбанизација со изградба на стамбени згради. На последната седница на Совет, советникот од ВМРО Народна партија Ванчо Костовски потсети дека беше побарано од локалната власт да изготви програма за приоритет за експроприација на градежно земјиште. Јас таков на програм или не знам како го наречам, немам видео. Значи, добро е, сега веќе на крај мандат. Ово требаше наназад да видиме и не е никој пат касно да се донесе еден список кој е приоритетот за експроприација, да го знаеме ние оннапред. А сега вака решаваме, дојдов јас, дојде некој друг, замоли, стегна, одавде притисок или ургенција и сега моето сокаче ќе вршиме експроприација, а на соседното, што исти таков случај, не вршиме експроприација. Општинските служби се при крај со изработката на програмата за приоритет при експроприација и на следната седница истата ќе биде доставена до советниците, кажа секретарот на општината Александар Китески. Но тој посочи дека најголем проблем за општината се оние случаи каде треба да се води сметка за пристапни патишта и економска исплатливост пред да се издаде одобрението за градба. Секретарот наведе пример каде е издадено одобрение за градба на стамбена зграда без обезбеден пристапен пат. Трошоците за експроприација од 150.000 евра ги надминуваат наплатените комуналии во износ од 85.000 евра. Доколку средствата што се предвидени за уредување на градежното земјиште се повисоки од она што треба да оплатат како комуналие, во тој случај пред да се издаде одобрение ќе бараме начин да се зголеми цената за да има финансиска исплатливост. Значи не треба да се дозволува да се издаваат одобренија каде што не е решен пристапот и каде што проблемите доаѓаат отпосле. Според советникот Костовски, проблемот не е во издавањето на одобрението за градба, туку затоа што треба да се води сметка за планирање на просторот и пристапните патишта кога се изработуваат и носат урбанистичките планови од страна на секторот за урбанизам, планерите па и градските советници. Не може градоначалник, ако има план донесено, што е важечки урбанистички план, да не издаде дозвола. Може ако сака тој.
Меѓутоа правно и морално не може. Инаку може да не му дадеш на некого цел живот дозвола, па да се жали оно кој што треба, така? Значи, грешката е кога се носат урбанистички планови, кога се планираат плановите. Тогаш е грешка. Тоа се гледа колкава зграда, колку е очекуваниот ефект од комуналиите и пристапните патови. Меѓутоа секој пат и не се гледа исплатливоста, мора да се урбанизираат населби, така мора да ги урбанизираме. Меѓутоа не и по секоја цена и не со згради. Советникот Костоски своите тврдења во дискусијата со секретарот Китески ги подкрепи и илустрира со носењето на урбанистички план за урбана заедница 6 кој беше на дневен ред на седницата. Опфатот на планот е од десната страна на улицата 7 ноември од основното училиште Братство Единство до Отек со улиците Богомилска и Марко Несторовски. Тоа е план кој предвидува изградба на доста стампени згради со катност 5+4 во простор со збиени куќи и тесни улички. Во планот за пристап до тие згради предвидени се улици кои не постојат, потенцира Костоски. Следниве 5 години ни една од тие посериозни улици кои што ги поврзува не може најмалку со најдобра волја, не зборам се да нема волја, кога ќе се реализираат. Зошто? Што треба да се рушат преку 20 на објекти, кујки или помошни објекти, плюс на експроприација на земјиште, него има на тие простори кои што нацртени има кујки, зашто е тоа густо населено. Кога општинава ќе најде пари за да ги руши овие кујки, да ги одземе, да ги експроприира на луѓето, да им плати огромни суми од ова сега што зборевме 5 пати поголеми ќе бидат, за да може да се отвори таа улица, за да може да има пристапен пат до зградата. Кога ќе ја отвориме таа улица, никој па нема ја отвори. Зашто не е исплатлива. А ние го носиме планот. И сега кажете ми дали сега, ево, ќе видиме сега кои побарувања ќе има за дозволи, дали ќе издаде локалната самоуправа. Или ќе, онака што рековте вие, нема да ви издава, нема пристапен пат, неисплатливо ни е на нас, јас ви гарантирам дека ќе издава. За секретарот, тоа што се носат детални урбанистички планови после подолго време е добро, но повтори дека не треба да се издаваат одобренија за градење без економска исплатливост за општината, па во таа насока додаде дека можеби треба да се размислува за измени на одлуката за комунали и за уредување на градежно земјиште која датира од 1996 година. Мора ние да гледаме одобренијата што ги издаваме, прво да ни се имотно правни решени луѓето кога вие имате и кај болниците згради пристапнеме. Кога се изградени? Значи, правиме муавет дека тоа треба да се смени. Јас за тоа разговарам. Дека треба да се носат издржани одобренија за градба. Ако веќе му даваме одобрение и земаме пари, треба да му обезбедиме пристап. Ако веќе му обезбедиме пристап, треба да сме финансиски, да ни е финансиски исплатливо она што го примаме како комунали со лице место она што треба да им го обезбедиме. Јас за тоа разговарам дека ова е проблем кој што треба да го решиме во иднината. Советничката група на СДСМ и коалицијата не ги поддржа деталните урбанистички планови за урбана заедница 6 и урбана заедница 12 кои беа на дневен ред на последната седница поради, како што рече координаторката Живка Ангеловска, наездата на градежната агресија со изградба на згради. Да, точно е дека треба да се урбанизира, меѓутоа она што во последно време се случува во градот навистина е дефинитивно нешто што најмалку е на ниво на Охрид, имајќи во предвид дека имаме уништени тротоари, непроходни тротоари, имаме сообраќајници на кои што наместо лесни возила имаме багери и друга механизација, чекаме по улиците некогаш по 10, по 15 минути, избегнуваме одредени улици да не може да ги поминиме, а има до душа и во некои места каде што навистина е критично и за учесниците во сообраќајот додека за нивната безбедност, додека се изведуваат градежните работи и токму поради тоа нема да ги поддржиме овие детални урбанистички планови. Деталните урбанистички планови за урбаните заедници 6 и 12 беа изгласани од страна на мнозинството во Советот на општина Охрид. Сојузот на синдикати на Македонија предпладнево од предработничкиот дом го почна првомајскиот протест за повисоки плати и подобри услови за работа. Учесниците на протестот потоа продолжија пред собранието, Стопанската комора и пред владата. Синдикалците побараа од пратениците да донесат измени на законот за минимална плата, за таа да изнесува 500 евра и 100 евра зголемување на сите останати плати.
да предложи измени и дополнување на законот за минимална плата, со која ќе ги зголеми минималната плата на најмалку 30.000 денари или 500 евра, онака достоинствено како што го направија тоа владите на секаде во регионот, во Србија, во Црна Гора, во Босна, во Хрватска и во Словенија. Или владата сака да има најсиромашни работници за да ги нуди на странските инвеститори како ефтина работна сила, како робови. Денеска сме тука по 500 евра минимална плата помножена по коефициент за сложеност, затоа што 500 евра плата не е доволно, затоа што две минимални плати не овозможуваат основни трошоци за живот на едно 4-члено семејно домаќинство. Почитувани гледачи, тука го завршуваме првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно!